Турција ја повика земјава конечно да расчисти со ѓуленистите да се затворат вкупно 9 училишта, медиуми и фирми поврзани со организацијата ФЕТО. Еден од основните критериуми на Турција за односите со други земји ќе биде и односот на тие земји во борбата со оваа терористичка организација, рече амбасадорката Тулин Еркал Кара на одбележувањето на годишнината од државниот удар во Турција и потсети дека македонските власти претходно донеле одлука за окончување на активностите на ФЕТО, но и во таа насока се уште не е направен соодветен чекор. Дојдете тука да ја завршиме оваа работа. Во Македонија има 9 училишта и тие ги именуваат по еден многу ценет поет. Ние го осудуваме тоа. Избришите го нашиот поет од вашите училишта. Избришите ги проклетите училишта. Нема да дозволиме да се образуваат милитанти од вашите гнезда. Докрај ќе се спротивставуваме. Пораката на Турција, пренесена преку амбасадорката, ја слушнаа и представниците на македонската влада кои беа гости на одбележувањето од годишнината на пучот. Во ставот што ТВ Нова го побара од владата стои дека од аспект на принципот владење на право, од особено значење е во земјата сите да ги почитуваат законските регулативи. Владата секојдневно прима различни видови официјални пораки и барања кои пристигнуваат на наша адреса од голем број држави со кои имаме изградено билатерални и пријателски односи. Потенцираме дека решенијата ќе бидат исклучиво во рамките на законски прописи на државата. По минатогодишниот неуспешен пуч преку новинската агенција Анадолија, Турција испорача список со организации под капата на ФЕТО. Средните и основни училишта Јахја Кемал, неделникот Заман, организацијата СЕДЕВ, туристичка агенција, компании, маркети, ФЕТО според Анадолија делувала и преку бизнес друженија и невладини.